светот и Македонија се прости од папата Франциск. Еве, како прво прашање ќе започнеме. Што значеше папата Франциск за Македонија? Дозволете најпрво Христос воскресна да ја поздравиме јавноста која што ќе не слушне и во надеж на воскресението да изразам длабока тага сочувство до членовите на католичката црква пред се, но до сите христијани ширум светот, затоа што денес изгубивме една голема личност, една добра душа која што темел ги поместуваше работите на подобро. Неговата загуба е навистина доаѓа во многу специфично време за светот и ќе се почувствува, мислам дека уште од денес, па во периодот и во годините кои што следат, беше компас за современото општество кое што пребиваше во многу конфликти, во многу поделби. Беше можеби единствениот лидер на денешницата кој што не им судеше на другите и ги повикуваше на разум и диалог и навистина значеше многу во времето во кое што служеше, беше позитивниот исклучок кој толку насушно му беше потребен на современиот свет. Конкретно за Македонија што значеше? Имаше посета тука историска во Македонија, еден од организаторите на таа посета бевте токму вие. Така е. Папата Франциск, кога разговараме за односите на Македонија и Светиот престол, значи многу. Изминатава повеќе од декада, кога стоеше на тронот на Свети Петар, навистина ги придвижи односите во една нагорна линија. Никогаш не сме имале толку отворени, толку квалитетни односи на различни нивоа со Светата столица и тоа особено во најголема мера се должи токму на неговата визија да ги поддржи народите кои што можеби со бројност не може да кажат дека се големи, но со делата, со минатото, со вредностите, традициите, историјата и тоа како се бројуваат во едни од најголемите, највеликите народи на светот. Токму таков е македонскиот народ и Македонија како земја, која што и тој при својата историска посета на нашава земја во главниот град Скопје ги кажа тие зборови дека Македонија ја препознава како колевка на христијанството во Европа. Ова се зборови кои што се навистина пријатни за нашите уши, но многу поважно и многу подлабоко е нивното значење кој што и во иднина, далеку во иднината, во едно догледно и недогледно време за нас тие навистина многу ќе значат. Тоа е препознавање на она кое што сме ние и што е наш темелен идентитет. Тоа е сигурно суштински поврзан со христијанството, бидејќи сме земја со длабоки христијански корени. Тој тука при неговата посета испрати навистина значајни пораки, но не само во тој сегмент, испрати и пораки колку е важен диалогот и ја препозна Македонија како мозаик на култури, на групи, на народи, бидејќи и ние самите некогаш по нашите скромни способности и сили не умееме да се препознаеме кога зборуваме за нашата разноликост како квалитет. Тој тоа умееше да го види и мислам дека даде навистина поттик и на нашето лидерство, и на општествените кругови, и на елитите, дека навистина човек, доколку има одговорност, го чувствува моментот и службата која што му е доверена, мора да гледа малку поотворено, да гледа многу пошироко и да препознава времења и хоризонти кои што се уште не се започнати, но тие доаѓаат само по нашата храброст и државништвото и лидерството, патриотскиот дух се гради токму кога гледате многу пошироко надвор од кутијата. Така. Освен следбата која што ја имавте со папата за време на неговата посета во Македонија, чинам дека ве имавте десетина средби со папата Франциск. Кои се најголемите впечатоци кои што ги оставил папата кај вас за време на овие средби? Бескрено сум благодарен што како личност имав чест да служам на таква должност, која што ми овозможи повеќе од десетина средби со Светиот Отец, папата Франциск, и после секоја средба, верувајте дека сум бил под импресии, се работеше за ретка харизма, за вистински човек кој што во вистинско време ги бира вистинските зборови. Тој беше подготвен, навистина подготвен за секоја средба со наша делегација
тој дојде подготвен и во Скопје, но и не пречекуваше во Ватикан секоја година подготвен, знаеше што секој од нас има сработено и на што е насочен. Имав исто така чест да бидам уредник во изготвување на две важни публикации кои се врзани директно со него, да издадеме на македонски јазик неговата енциклика Laudato Si, која што беше стожер во неговото сваќање за светот, за новите предизвици кои што во заштита на животната средина му предстојат на современиот човек, но исто така и да издадеме монографијата за неговата историска посета на Скопје, што ни овозможи простор уште подлабоко да го запознаеме како личност, а верувајте, се работи за голема личност, многу топла, многу мека, која што денес ќе предизвика сигурно голема потешкотија кај кардиналите да изберат достоен наследник на овој голем велик папа. Така. Даријан, една од неговите последни желби е да не биде погребан во Ватикан, традиција која што се прекинува по 100 години. Дали можеби ова негова желба е поврзано со неговото гледиште на светот, кое што е малку поразлично од претходните папи? Ваше мислење, ваш став околу ова? Се работи за негова лична волја каде ќе почива, тоа не би го коментирал. Сигурно дека католичката црква ќе го испочитува неговото барање и очекување. Се работи за понтив кој што направил исклучоци и бил прв по многу работи. Допрва ќе слушаме за многу работи за кои што општата јавност не знаела и за многумина луѓе, поединци, семејства на кои што им помогнал. Не гледам зошто би правил исклучок во своето правило, да не прави исклучок и во вакви моменти. Имаше веќе информации по медиумите каде ќе почива, сепак тоа ќе биде веројатно катедралата Пресвета Богородица, Велика Богородица во Рим, која исто така е поврзана со Македонија и со нашите годишни чествувања на светите браќа Кирил и Методи. Па ете причина повеќе и нашите делегации да се навраќат во почита, изразување на почита и на неговото гробно место. За разлика од предходните папи кои што починаа, за жал, сега имаме на некој начин повеќе имиња кои што се поврзуваат со можен нов папа. Како според вас ќе следи тој процес во наредниот период? Сметам дека католичката црква е во исклучително важен моментум денес. Ценам дека се несериозни шпекулациите со имиња и затоа, без разлика на бројните анализи во тој поглед на многу влијателни и респектабилни медиумски куќи во светот, не би си дозволил да коментирам, но би сакал акцентот да го ставиме на значајноста на мигот, особено на политичката и идеолошка поларизираност на светот. Црквата, и католичката, и православната, и било која друга, не се имуни на моментумот во кој што се наоѓа општеството, и сигурно дека и изборот на нов папа ќе биде еден крстопат по кој црквата ќе продолжи да се движи. Сигурно дека по либералните, по конзервативните сваќања, по напредните и по конзервативните упоришта ќе си ги одмерат силите, но сепак, како што црквата милува, да верува дека сепак по Божјата промисла ќе дојде недоброто решение. Јас верувам силно дека секој еден нов папа со себе носи едно ново време, носи една своја визија и не нужно е поместена и лоцирана во некој од половите, туку многу често црквата умее по своите сили да најде човек кој што ќе умее да прави баланс и да биде средишната точка преку која сите овие навидум поделени верници, луѓе ќе можат да бидат заедно, бидејќи тоа е и суштината на црквата, да гради единство. Во принцип сега, овој пат ќе мора да се најде и човек кој што ќе може да парира на ова големо наследство кој што го остава папата Франциск, но и на наследството на претходните папи, исто така и папата Бенедикт XVI и папата Јован Павле II, се исклучително значајни за современата црква. Така. Господин Стоиловски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и беше чест.